Стихија е името на документарниот филм за ужасот и уништувањето што ги донела поплавата која на 16 ноември 1962 година ги погодува Скопје и неколку градови во западниот дел од земјава. За неколку дена водата потопува и урива околу 1000 куќи. 4000 граѓани остануваат без кров над глава, а на поплавата и се припишуваат и 4 човечки жртви. Ова е всушност и тоа централното подрачје на градот и гледате како ова е евакуација на покупнината. Во соработка со Кинотека на Македонија документарецот се прикажува во музеот на Старата Скопска чаршија. Таму е поставена изложба насловена Убавиот бунтовен Вардар. Станува збор за 60 години од големата поплава што се случи 1962 година, кој што скопјани многу добро ја памтат. И сметавме дека е згодно да се одбележи тој настан со една ваква изложба и тоа токму овде во просториите на музеот на Старата Скопска чаршија кој што се наоѓа во Сулијан. Низ 60 на фотографии разгледници од Старо Скопје, авторката Зоја Богдановска подсетува како изгледал градот кобниот ноември, кога поради обилни дождови кои траеле 4 дена и 4 ноќи, водата во Вардар се подигнала 3,5 метри над нормалното ниво. Ја пробила браната кај градскиот парк и во многу силни речни налети навлегла низ градот, во центарот на градот, така да биле целосно поплавени кејските простори. Гледаме тука, ова е оној дел кај тогашната женска гимназија сега, каде што се наоѓа владата на Република Северна Македонија, делот кај театарот под Калето, камениот мост и ова е веќе кејскиот простор на реката Вардар. Најмногу штети имала тогашната општина Идадија, градскиот парк и плоштадот. Она што посебно сакав да го потенцирам работејќи на ова изложба е штетата која што била нанесена врз културните институции, културното наследство. Тука го гледаме плоштадот Маршал Тито, книжарницата култура, таа и денес постои на тоа место, и овде можеме да видиме како од надојдените води уништен целиот книжен фонд. Народниот театар претрпел многу големи штети, значи сцената била оштетена, ротирачката сцена, инвентарот на театарот. Ова е уметничката галерија која што 62-та година се наоѓала под Калето. Исто била целосно поплавена, гледаме докаде стигнала водата и голем број уметнички дела за жал биле оштетени. Меѓу скопјани што се сеќаваат на поплавата е архитектката Даница Павловска. Семејната куќа во која го поминала детството се наоѓала во центарот на градот кај тогашната католичка црква. Во моментот на поплавата, како дете, бев навистина многу возбудена, не толку исплашена, зашто децата тоа не го доживуваат како опасност, али самиот момент на голема вода и така прљава, тоа каллива, е нешто што не се заборава. Нашите подруми беа поплавени, имаше штета. Низ годините Скопје памети повеќе поплави кога реката Вардар се излеала од коритото. Историски, во последните 3 века Вардар го има поплавено Скопје повеќе од 10 пати. Најзначајната регулација на коритото на Вардар е направена во 70-тите години, пошто кејот ги добива контурите на она што е денес. Од тогаш значително е подигнато нивото на заштита од поплави, но ризикот се уште постои. Во 2016 година по барање на град Скопје со помош на UNDP направена е студија со симулација за моделирање на можни поплави во Скопје и регионот. Во неа пишува дека градот има критична локација ако се следат речните сливови на Горен Вардар, Треска и Лепенец. Авторот на студијата Ангел Панов објаснува дека сливовите имаат таква форма што при одредени метеоролошки услови може да предизвикаат појава на коинциденција на поплавните бранови, наречена Дамоклов меч, како значителна закана за Скопската долина. Резултатите од моделирањето укажуваат дека моменталното ниво на заштита од поплави на урбаната зона на Скопје е се уште во разумни граници. Но треба да се истакне фактот дека покрај регулираното урбано корито и изградбата на браната Козјак, градот Скопје пропушти огромна можност да има многу високо ниво на заштита од поплави, како и останатите големи европски градови. Во коритото на реката Вардар во централното подрачје имаме најголема концентрација на изградени мостови на километар. Има безброј објекти кои воопшто не треба да се таму и треба веднаш да се отстранат, бидејќи ја намалуваат пропусната способност на реката, а со тоа го зголемуваат ризикот од поплави.
Пропусноста на реките и мерењата за состојбата со водотеците ги прави УХМР. При опасност се активира хидроаларм кој стигнува до сите надлежни институции, вклучувајќи го и Центарот за управување со кризи. Оттаму велат дека иако е мала веројатноста за поплавување од Вардар во урбаниот дел од градот, се уште постојат критични точки. На 100-годишните води не би требало да има поплавувања во градското подрачје, освен на некои точки каде што не е уредено коритото, како што е на влезот во Скопје кај Ѓорче Петров, потоа на излезот од Скопје после Маџари, каде што би можело да има определени поплувања на големи количини на вода кога би дошле како во 79 година. А токму во поплавата во 1979 година како критична точка се покажал и пешачкиот мост на Вардар кај владата. Во тој период беше и миниран самиот мост, доколку дојде до зголемување на нивото на реката, се уште да дојде до негово рушење контролирано, за да не дојде до верижна реакција по останатите мостови. Но Затоа што рековте по-низок од другите мостови? Затоа што има помала пропусна моќ од другите мостови, значи пониско е поставен. Тарчуговски предупредува дека иако опасноста од Вардар во моментов е на ниско ниво, потребна е поголема заштита од атмосферските води. Други се поплавувањата кога станува збор за поројни поплавувања на определено подрачје со врнеже на голема количина на вода на мал простор, како што беше 2016 година во Стајковци Синѓелич, или пак поплавувањата од канализацијската мрежа и од мрежата за атмосферска вода, кој што во Скопје ги има релативно малку и би требало да биде многу подобрена, затоа што такви излевања од атмосферската канализација имаме постојано. Штетите од секоја поплава се од различни размери, но секогаш најмногу трпат објектите што се најблиску до водата. Македонскиот народен театар, кој бил една од најоштетените згради во 62-та година, и денес мака мачи со водата. Изграден во рамки на проектот Скопје 2014 на иста локација покрај Вардар со секој пообилен дожд, МНТ е потопен. Ништо подобро не поминуваат и другите новоизградени објекти во околината. Од Државниот архив, например, алармираат дека влагата и поплавата се редовни во зградата каде се сместени и археолошкиот музеј и уставниот суд. Никаде во светот нема архив што е толку блиску до вода, ниту пак депо на 6-ти кат. Да не заборавиме дека ние сме и трусно подрачје и често има појава на мали земјотреси. Чија идеја било Државниот архив да се пресели во овој објект пред 9 години не знам, но навистина е направена огромна грешка. Затоа е потребно итно да се најде соодветно решение и да се создадат нормални услови за негово функционирање, кое што е од суштинско значење за нашата историја, култура и традиција, за нашиот идентитет како народ и држава. Регулацијата на реката Вардар значеше на одреден начин и заштита од подземните води. Тие продираат таму. Таа силна физичка структура требаше да не се допира, да не се упропастува, да самиот тек на реката не се попречува, затоа што бариерите на таква една река на некој си можеби 50 или 100 години кој ќе најдојде, се катастрофални за градот. Тогаш никој ништо не може да помогне. Значи, лекцијата што ја научивме од поплавите, заправо како да не допира повеќе, како да избледе. Го направивме она што требаше да не штити, а потоа го упропастуваме. Според податоците од студијата за моделирање на поплави, сегашниот максимален проток на регулираното корито на Вардар во урбаното подрачје е 900 кубни метри во секунда. Поради архитектонските зафати во коритото, тоа е за околу 30% помалку од проектираното. Во документот од 2016 година има и препораки за подобрување на отпорноста од поплави во иднина, кои вклучуваат чистење и обнова на целата постоечка инфраструктура за заштита од поплави, односно враќање во почетна состојба и долгорочно одржување. До целосно исполнување на мерките, на Скопјани им останува да бидат со поголема свест и одговорност за да не го налутат убавиот бунтовен Вардар.